Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Биохемиските лабораториски анализи имаат многу важна улога во поставувањето точна диагноза и соодветното третирање на болестите. Какво е влијанието на храната и лековите при утврдувањето на одредени лабораториски параметри и точноста на резултатите? Како да се подготват пациентите пред да им биде земена крв за биохемиски анализи, за резултатите да бидат релевантни и точни. Денеска ќе биде појаснето што треба да направите пред да ви биде земена крв за утврдување на липиден статус, како што или пак кога утврдувате ниво на хормони, уреа и креатинин, крвна слика и така натаму. Гостинка во студиото ни е доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија во Жан Митрев клиник. Останете на телма, бидејќи следуваат на вистина корисни совети и препораки за биохемиските лабораториски анализи на крвта. Како да се подготвиме пред да ни биде земена крв за биохемиски анализи? Денеска ќе ни објасни доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија во Жан Митрев клиник. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро не најдов и ви благодарам повторно за поканата во вашето студио. Мислам дека ќе биде темата интересна за гледачите, затоа што ќе објасниме што се може и кои се фактори влијаат на точноста на резултатите од биохемиските анализи кои што се изработуваат во биохемиска лабораторија. Да, многу интересна тема, бидејќи речиси да не постои болест за која што не се потребни анализи биохемиски на крвта. Да започнеме тоа дали е сеедно. Како се зема крвта на пациентот? Дали ќе му се земе крв од вена или пак од прст? Па не е сеедно, затоа што ние во нашата држава, како и во други, најмногу се изработуваат биохемиските анализи во венска крв, односно во серум или плазма. Тоа е примерок кој што ги работиме анализите, а има и во полна крв одредени анализи, но најмногу се работат анализите во серум, во плазма, кои што се издвојуваат од таа полна крв која што ја земаме во епруветите. И венската крв, во венски земена крв, значи можеме да наполниме епрувети за да ги изработиме анализите кои што ни се потребни, затоа што повеќето пациенти доаѓаат со поголема листа на анализи кои што им се зададени од докторите. И составот на венската крв, значи откако ќе ставиме повеска, ќе боцнеме во вена, тој состав е многу вистински на оној крвта која што ќе издвоиме одговара на вистинскиот состав на крвта и затоа посебно е важно ова за параметри кои што се многу осетливи, како на пример калциум. Венската крв, значи ние можност повеќе анализи да изработиме, што немаме можност кај капиларна крв, затоа што кај капиларната крв ние многу треба да први не можеме толку многу крв да земеме за повеќе анализи. Проблем е кога се притиска прстот? Така, да, затоа што може да ни коагулира крвта, да не можеме да изработиме крвна слика ако ни коагулира. Но постојат ситуации каде што не може да се земе венска крв. Обично тоа се пациенти кои што имаат опекотини, кај многу гојазни особи, кај што не може да се не се достапни вените за да се зема венска крв. Во тој случај можеме да земеме и капиларна крв, но во капиларна крв не можеме се да изработиме. Обично од капиларна крв можеме да провериме кај дечињата крвна слика со ЦРП и затоа и го користиме. Мислам, затоа и земаме капиларна крв или кај диабетичари за следење, нели, во домашни услови или ете во лабораторија, ако не може да се земе венска крв, да се изработи гликемијата, да се изработи од капиларна крв. Затоа што, пак ќе повторам, толку многу гмечење на прстот, не можеме толку многу материјал да издвоиме од капиларна крв, а се разбира и одредени анализи не се исти во венска и во капиларна крв. Како, например, гликемијата не е иста ако се земе плазма или полна крв од вена и не е иста во капиларна крв. Значи има разлики и во биохемиските параметри.
Знаеме едно правило, велат, најдобро е крв да се земе наутро, на гладно, на празен желудник и по проспиена ноќ. Какво е влијанието на храната врз лабораториските параметри? Дали ова правило е секогаш точно? Па, од сите фактори, ендогени, екзогени, значи што може да влијаат на точноста на биохемиските резултати, најголемо влијание има храната и пијалоците, најмногу. Затоа што при еден стандарден оброк, ако го конзумираме, ќе се покачи гликемијата, ќе се покачат триглицеридите, АСТ-то, билирубинот, ќе се покачи холестеролот, потоа калиум, АЛТ, ацидум урикум, урија, значи многу параметри ќе се покачат. Ќе се изместат. Ќе бидат изместени, нема да бидат, не мислам, точни да одговарат на здравствената состојба на пациентот. Кога зборуваме за рутинските анализи, кога одиме во лабораторија за систематски преглед или по препорака на доктор-специјалист, кога не е итна анализата, тогаш се препорачува за повеќето лабораториски анализи крвта да се зема наутро, на гладно, на празен стомак, значи после 12-часовно гладување. А кога се изработуваат липиди, дури може и до 14 часа гладување, затоа што таа храна влијае на многу биохемиски параметри. Тоа значи дека дури ако предходниот ден сме се приеле или снимале некој обиден оброк, по 24 часа може да бидат изместени, да бидат неточни, покачени одредени. Затоа и предходниот ден пред доаѓање во лабораторија се препорачува храната да биде лесна, да биде варена, не пржена, не печена на скара, да не биде многу масна, масни сирења, мајонези, колачи и последниот оброк да биде до 18 часот. После 18 часот е дозволено само консумирање на вода, и тоа не вода сега да пиеме нон-стоп, туку по потреба. А ако испиеме чаша вода пред самата лабораториска анализа, ќе направи некаков проблем? Може да направи, мислам, и нели ќе дојде до лачење на одредени ензими, пошто сепак внесуваме, ама толку многу, сепак водата нема да влие како што би влијале други пијалоци, шекери, масни и така натаму, сепак затоа и се препорачува и вода по потреба. Не количински многу да се пие, туку само по потреба. После тоа си продолжуваат нормално, туку пред земањето се препорачува исто да не се конзумира и да се внимави на дента кога се доаѓа, утре дента, нити пијалоци не смеат да се конзумират. Кафе, чај, цигари, исто и тоа, освен што е запалена цигара пред лабораториска анализа, исто така ќе доведе до проблем. Од пијалоците предпоставувам се е тука спорно, пијалоци кои што се благи, алкохолот сигурно. Алкохол и тоа е така, шекер, така, сега, затоа што и алкохол сега ако некој испил, сега акутно, нели, испил поголема количина на алкохол и после 24 часа да дојде во лабораторија, кај него ќе има промени, ќе биде пониска глукозата, ќе бидат пониски бикарбонати, ќе биде покачен ацидум урикум, лактатите, солите на млечна киселина, така да се препорачува абстиненција од алкохол, барем 2 дена, посебно за мочната киселина, 2 дена абстиненција пред испитување на мочната киселина, а кај лица кои што хронично конзумираат алкохол, кај нив ќе има промени на хепаталните ензими. Од ензимите на црниот дроб. На црниот дроб како резултат на оштетување на црниот дроб од алкохолот. А што е со лековите што некои пациенти ги пијат редовно како дел од хроничната терапија? Дали тие може да предизвикаат одредени промени? Во лабораториските анализи? Лековите, затоа секогаш кога се доаѓа во лабораторија и пред земање на примерокот, треба пациентот да каже што конзумира. Затоа што има влијанија лекот како лек во самите метаболички процеси, од кои што ги даден како лек за да направи добро, има низа метаболички процеси кои што ги покренува и тие може да доведат до промени во биохемиските параметри, а исто така одредени лекови може да направат и нус појави, кои што понатака, например хепатотоксичност од црн дроб, да оштетат бубрези, па да настанат промени на параметри како резултат на тие
оштетувања. Затоа мора да се пријави кој лек се прима. Исто така, одредени лекови имаат интерферирачки фактори, значи како например Б витамините, кои што ги примат многу пациенти како дополнителна додаток на исхраната, тие можат да делуваат со хемиски агенции од самата хемиска реакција кои учествуваат во хемиската реакција за изработка и добивање на тие параметри. Значи еден Б комплекс може да направи промена на резултатите. Посебно на кога изработуваме хормони, тумор маркери, затоа што тој Б витамин интерферира со една хемиска субстанца која што учествува во тој хемиски процес, во тие имунохемиска реакција за изработка на тумор маркери, хормони, се што се изработува на тој апарат. Значи тоа се одредени апарати, не сите се така, затоа треба да се каже и доколку имаме таков апарат кој што користи таква метода, потребно е да се направи пауза дури од 7 до 10 дена пред да се дојде повторно за земање на крв за тие параметри. Значи не е седно дури никаква витаминска терапија. Да. Примаме пред железо исто, мултивитамински сокови кога пиеме исто, земање нели на мултивитамини кои што содржат железо или терапија која што содржи железо. И исто и треба да има 24 до 48 часа ако користиме така, како суплементи. Сега за терапија, тоа е друго. Детално исто и витаминот С може да доведе до промени, односно до снижување на гликемија, холестерол, триглицериди, мочната киселина, еден витамин С. Затоа што исто тој оксидоредукцијски процес кој што го има делува на тие методи кои што се користат за да се изработат гликемијата, холестеролот, триглицерид. Значи задолжително да пријавиме дури витаминска терапија која што примаме. Аспиринот исто намалува. Може ли парацетамолот, тие средства кои што се крвната слика, значи аналгетиците можат исто така да дадат промени на крвната слика, на она диференцијална крвна слика. И нестероидните антиревматици исто така. Тоа е против болка што се користат? Да, што ибупрофен, блокмакс, мислам тоа ибупрофен. Значи нешто што редовно се зема може да направи кетонал, диклофенак, ибупрофен. Поради сето тоа се добијат неточни лабораториски резултати. А што е со нашата емоционална состојба? Велат да одспиеме убаво пред да ни се земе крвта, да не бидеме под стрес. Што тоа значи дека и тоа влијае на резултатите? Да, посебно влијае затоа што при стрес доаѓа до зголемено лачење на хормони, кортикостероидите и катехоламините, хормони на надбубрежна жлезда, кои што од своја страна учествуваат во регулирање на многу метаболички процеси, значи и на јаглени хидрати, на масти, на протеини. И затоа имаме при стрес покачување на овие параметри. Исто посебно е важно за хормони испитување, односно пролактинот, кортизолот, адренокортикотропниот хормон. Хормони поврзани со стрес. Така, поврзани со стресот, тие обавезно мора после одморени наутро на сабајле да дојдат во лабораторија, малку ќе одморат, околу 15-20 минути, тогаш се зема крв за тие анализи. Посебно за нив е важно затоа што да бидеме смирени. Така, многу влијае на овие параметри. Исто и кај дечињата, например, гликемијата. Ако е едно дете вознемирено, може да покаже покачена гликемија како резултат на стресот, а не дека навистина има покачен шеќер во крвта, така? А во однос на физичката активност, треба ли да мируваме пред да ни биде земена крвта? Проблем ли е доколку сме интензивно физички активни во последните 24 часа пред да поидеме во лабораторија? Сега зависи кои параметри ги испитуваме. Се препорачува да имаме и да немаме многу изразена и јака физичка активност, барем 3 дена пред земање на крв, посебно за
оние ензими кои што се наоѓаат во скелетната мускулатура. Тоа се креатинкиназа, лактат дехидрогеназата, алдолазата, АСТ-то, затоа што ќе се зголеми нивната концентрација во крвта. Например, пошто кај физичка активност кога зборуваме, постои разлика меѓу луѓе кои што постојано се бават и се физички активни и сега кај нив, например, може ЦКМБ. Тоа е биомаркер за диагностицирање на акутен инфаркт на миокард. Сега тој пациент, затоа што долго време се бави со физичка активност, затоа што му е зголемена мускулната маса, тој може да има покачен ЦКМБ, што може да не наведе како ран параметар и знак за акутен инфаркт. Затоа е многу битно да се каже и да се знае затоа што сега тие луѓе физички се бават подолго време, не може да престане, али пак 3 дена пред земање на примероците да нема толку јака физичка активност, или креатининот, кај многу луѓе кои што вежбаат, кои што имаат поголема мускулна маса, креатининот кај нив е во поголеми е со повисока вредност. Покачен, да. Така да физичката активност исто така е многу важна за добивање на точни сега за толку многу за рутинските оние основниот, да речеме, диференцијална крвна слика со основниот пакет. Не, ама ако сакаме да провериме овие ензими што ги спомнав, тогаш потребно е да сме физички. Така, 3 дена да се избегнува физичка, интензивна физичка активност. Да, тоа не е пешачење умерено се, значи зборуваме за поинтензивна физичка активност. А има ли улога делот од денот кога се зема крвта за анализа? Дали е тоа наутро, попладне, навечер? Да, затоа што посебно хипофизата, хормоните на хипофизата, кои што пак од своја страна влијаат и на други хормони. Значи, тие хормони кога ги проверуваме, како што ги спомнав, адренокортикотропниот, кортизолот, пролактинот, тие се со дневно-ноќни варијации. Посебно, еве да речеме, кортизолот, еден кортикостероид, кој што е под дејство на хормонот хипофизата, тој има дури до 50% дневно-ноќни варијации. Ако најмногу се лачи меѓу 7 и 9 часот наутро, а најмалку неговата концентрација најмала во крвта меѓу 23 и 4 часот наутро. И сега не е исто да ние ако го провериме меѓу 7 и 9 часот наутро, неговата концентрација ќе излезе и референтната вредност е да биде до 25. Еве, тоа е според нашата метода, нели со други рековме ќе зборуваме понатака дека референтните за методите се различни. А ако го провериме истиот тој параметар меѓу 15 и 16 часот попладне, тој ќе биде на пола од концентрацијата и тогаш нема да ќе очекуваме да биде пола од тоа што би го добиле во утринските часови. Значи, многу е важно и докторите, кога ги праќат пациентите за одредени анализи, да го одредат, нели, тој профил, времето кога ќе се земе примерокот. Исто и железото, еден од параметри кој што многу често се бара, дури и непотребно, многу пати, и кога не треба, исто и на него. 30 до 50% влијае утринско земање од постпладневно земање. А кога треба за железо? Најдобро е утринско, да, најдобро е наутро. Скоро за сите е најдобро наутро, со тоа што ако некогаш има ситуација кога мора пациентот итно да му бидат изработени, затоа имаме и одредени анализи кои што се за итни пациенти, тогаш тие се изработуваат во секое време. Така. Да. А што е со оној женски циклус, менструален циклус, она женска физиологија? Влијае ли на резултатите? Да, и тоа влијае затоа што хормоните во оние фази 3 од менструалниот циклус не се излачуваат. Например, кортикостероидите се за 50%
повеќе излачени во лутеална фаза. Таа е последната фаза од менструалниот циклус, за разлика од фоликуларната, на првата фаза. Потоа, естрогените најмногу се во овулаторната фаза. И тогаш, ако го провериме, холестеролот може понизок да биде, затоа што естрогените ќе го намалат и така да и тоа не е... Затоа посебно за кога станува збор за хормонална терапија, мора на пациентите да им се каже дека хормоните, посебно репродуктивните, кои што најмногу се поврзани со менструалниот циклус, да биде најдобро во третиот ден од циклусот или во 13-ти ден на циклус, а прогестерон, например, најдобро во 21-ви ден на циклус, затоа што има влијание во кој дел, во кој период од циклусот се земени анализите. Споминавте дека различни лаборатории имаат различни референтни вредности. Ке се случи еднаш пациент да извади крв во одредена лабораторија и да добие покачени резултати и потоа ќе направи уште една лабораторија, уште едно испитување во друга лабораторија и тука ќе добие веќе поинакви вредности. Зошто тоа се случува? Првин се случува затоа што не се добро подготвени пациентите. Ќе дојде во првата лабораторија и ќе рече јас се напив кафе или изедов нешто наутро, ама ќе направам лабораторија и ќе ги добие резултатите во таа лабораторија и ќе се исплаши од резултатите, затоа што на тоа што мислам што ќе го отсликува и што ја отсликува неговата здравствена состојба плюс факторот исхрана и пијалоци ќе си направат своја и потоа кога ќе се исплаши, ќе одам во друга лабораторија, ама таму добро ќе се подготвам. И таму добро ќе се подготви, ќе отиде на гладно се како што треба и ќе добие нормално други резултати. И многу често пациентите ги споредуваат резултатите и со таа споредба доаѓа до заклучок дека некоја од лабораториите не е точна. Па одат и на трето место, и на четврто и така. А што се однесува до земањето на референтните? Дека се разликуваат. Сите само да објасним дека референтни вредности се оние нормални вредности од до. Во различни лаборатории се различни тие од до вредности. Да, тие се работени на здрава популација, кај например 100% здрава популација која што е земена во дефинирање на тие вредности, од до колку биле... И се негде да речеме од 10 до 25, во друга лабораторија од 8 до 20. Се разликуваат. Се разликуваат, првин се разликуваат методите. Сите лаборатории не работат со исти анализатори биохемиски. Сега се софистицирани биохемиските анализатори и сите не работат со исти методи. Значи, сите референтните вредности секоја лабораторија ги прави и спрема својата популација, нели, и по методата која што ја користи. И затоа не може да се споредува од една во друга лабораторија резултатот. И мерните единици исто различни се. Некаде се, речеме, нанограм на милилитар, а некаде еве витамин Д. Сега ние работевме во нашата лабораторија првим по една метода, кај што витаминот Д ни беше во наномол на литар и референтната беше од 75 до 250. А сега го работиме по друга метода во истата лабораторија, која што референтна вредност се изразува во нанограм на милилитар и референтната е од 30 до 100. И затоа не може тој таму ако добиеме на 20, тука ќе добиеме 40, затоа што 40 и нешто. Значи не треба да се гледа самата вредно бројот, туку дали е во рамки на референтните вредности, дали е нормално или не, дали има отстапки. Да, затоа што сите хеликобактер, например, е анализа кој што изработуваат на најразлични апарати. Некаде границата помало од 1,1, некаде е 20 и не може, затоа споредбите секогаш да се прават во истата лабораторија или ако сакаме еви во друга, убаво да ги гледаме референтните, мерните единици и кога правиме споредба, да барем приближна, нели, споредба точна толку прецизна не може, за да се гледат сите фактори. Доктор, ќе да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Продолжуваме понатаму, јас би сакала да се задржиме сега повеќе на специфичните подготовки за
испитување на одредени параметри во крвта и да започнеме со липиден статус, холестерол и триглицериди. Како точно да се подготвиме за ова испитување? Колку време не треба да јадеме? Колку време да бидеме физички неактивни? Има ли некакви конкретни препораки поврзани со липидниот статус? Да, холестеролот и триглицеридите може дури 2-3 дена пред доаѓање во лабораторија да не конзумираме многу масна храна, како што реков, пржена храна. Физичката активност исто умерена да биде и за нив се препорачува нејадење од 12 до 14 часа. Што ако некој пациент зема лекови за метаболизам на мастите? Треба да ги прекине или не? Не. За метаболизам на масти ќе си продолжи со тоа што од резултатите што ќе се добијат се гледа дали дали тие резултати одговараат нели на и дали е постигната соодветна дали е ефектот од терапијата за хиперхолестеролемија или триглицеридемија. Така, бидејќи тоа е често прашање, дури кога испитуваат хормони, да речеме, на тироидна жлезда, едно вообичаено прашање дали да го земам мапчето пред да ми земат крв или не. После се препорачува. Првим да се извади. Добра. Значи, до дента, кога доаѓа во лабораторија, си пие хроничната терапија, си ја пие како што си ја пие, не прави прекини. Ама утрото са бајле, кога доаѓа во биохемиска лабораторија, пред да му се земе крв, не е препорачливо ништо да пие. Откако ќе се земе крв, се препорачува да се продолжи со пиење и на секоја било која хронична терапија, орални антикоагуланти, нели што ги примат овие пациенти, антикоагуланси, терапија за тироксин, за регулација на тироидни хормони, значи секоја хронична терапија се препорачува после вадењето на крв. Ова е многу корисна информација, бидејќи навистина многу луѓе Ама примаат терапија. тој ден, единствено има одредени лекови кои што, например, може, да речеме, да го покачат тој параметар, ама сепак тоа само со дозвола од доктор да се прекине. Например, еве да речеме, кога се подготвува пациентот за орален гликоз за толеранс тест и сега нели 3 дена се оптеретува и во тие 3 дена се препорачува, ако е возможно, ако прима кортикостероиди, да не ги прима. Ама ако е возможно, тоа се е во договор со докторот. А дента пред кога ќе земе, затоа и се препорачува земање на примерок наутро од 7 до 9 часот, најдоцна до 10 часот, за да може да се земе крвта и после тоа пациентот да си продолжи со јадење, пиење, земање на терапијата, да не се изгладнува пациентот. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден за гледачот. Добар ден. Повелете, во програма сте. Благодарам. Имам едно прашање. Ве слушаме, така? Ме интересира за железото. Проверував железо, ми беше многу покачено. Границата е 30, мене ми е 50. Дали тоа може да се случи од пиев алоја, 4 алоја гел, 4-та флаша, а плюс тоа земат витамини, витамин С, витамин Д, цинк и сите други суплементи. Дали тоа може да се случи од земањето на тие суплементи и на алојата, и сега треба пак повторно да го проверувам, за да видам дали ќе треба да одам на хематологија. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е едно убаво прашање, повелете. Што велите? Кога станува збор за железото, рековме дека се прават многу грешки и во подготовката на пациентите, и во праќање можеби и доаѓање да испитат и да проверат серумско железо. Ние во крвта го проверуваме серумското железо, кое што доколку пациентот прима терапија, треба да има одредени препораки да направи пауза пред да дојде во биохемиска лабораторија да го провери. Тоа значи 24 до 48 часа да не конзумира витамини. Зборувам за оние мултивитамински додатоци на исхрана. Ако прима орално железо, треба да направи пауза од 7, преку уста, од 7 до 10 дена, па потоа да дојде. Ако прима интравенски
затоа што има пациенти венски што примат железо, треба да се направи пауза од 3 дена. А ако прима мускулно, дури до 1 месец треба да се направи пауза меѓу прекинувањето и земањето на примерокот. Потоа на железото многу влијае аспиринот, хлорамфеникол, орални контрацептиви, хемотерапија, витамини. Така да и обавезно наутро на гладно да се зема крвта за испитување на железото. Кога се проверува серумското железо, ова е повеќе нели за анемија, пациентката има повисоки концентрации, да, треба да се убаво е без да прима додатоци никакви, па дури ни витамин С, затоа што знаеме дека витамин С помага во ресорбирање на железото и затоа и витамин С да не прима никакви додатоци, барем 48 часа, ако не прима друга терапија, нели? Барем 48 часа и после тоа да дојде во лабораторија, да го провери пак наутро, на гладно, доколку е толку високо, тогаш треба да се обрати на хематолог. Во случај ако имаме анемија кај одредени пациенти, повеќето се со ниско ниво на железо, кај нив следењето само на серумско железо ништо не ни помага, затоа што мора да гледаме и други параметри, како што е трансферин, феритин, концентрација на врзано железо, на неврзано железо, хемоглобинот во крвната слика. Тоа всушност клучното, хемоглобинот. Да, така. Кај пациентката може би и да имало хемолиза. Односно, кога нели неправилно се зема крв и венепункцијата е неправилна, кога е многу тесни игли или широки игли, или кога многу се влече јако, или кога многу повеската што ја користиме јака и долго се... Дури тогаш може да и може да настане хемолиза. Хемолизата, односно на серумот е црвен, е сега одредени пософистицирани апарати имат можност тоа да си го регулират, ама некои апарати не и таа хемолиза може многу да го покачи серумското железо. Значи ќе треба сепак со почитување на сите овие препораки што ги споменавте да направи гледачката уште една анализа. За да не оди веднаш на хематолог, да провери уште еднаш со соматичниот или со доктор специјалист интернист, да ги направи сите испитувања што треба во врска нели со ова голема концентрација, па понатаму да се обрати на хематолог. Уште тројца гледачи добив знак дека чекаат да се вклучат во емисија. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Да пустам прашање, значи јас сум во менопауза. Така, во менопауза? Едно образложение да даде така подшироко. Многу слабо ве слушаме. Значи, вие сте во менопауза, само толку разбрав? Дали разбрав? Менопауза, иначе здрава сум потполно. Значи, сакам да прашам, црната слика со тие хормони што кај нас формираат, што треба да се преземе, односно што треба да се направи, за да биде сексуарно како кај сите особи женски што се... Ние навистина не можеме ништо да ве слушнеме. Јас ќе ве замолам, ако имате некој друг телефонски апарат во ваша близина, да се јавите уште еднаш, имате простор во емисијата да задзвоните повторно, бидејќи навистина ништо не можевме да слушнеме во студио, не разбравте ни вие. Така нешто беше за крвната слика што треба да се направи и веќе ве замолам да се јавите повторно од некој друг телефон, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Дали го слушаме? Дали имаме може да се слушнеме со следниот гледач? Добар ден. Во програма сте, повелете. Здраво до програмата. Ви благодарам. Би сакала да прашам нешто за докторката. Така? Имам 11 годишно детенце, ама често пати од носот му течи крв. Претпоставам прашањето што треба да се испита, бидејќи денешната гостинка е доктор по биохемија, така? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали може веднаш и следниот гледач да го вклучиме, за да може потоа двете прашања одеднаш да бидат одговорени. Добар ден. Добар ден, поздрав до гостинката и до вас во студиото. Ви благодарам. Повелете, кој е вашето прашање? Моето прашање, имам извадена тироидна жлезда и на сабајле рано во 6:30 пијам еутиропс.
а после 45 минути кардиопирин и амлодипин. Тоа иде се пред да идам на вадење на крв. Сега нешто, ако е добро разбрав, ништо од ова да не се пие пред вадење на крв. Така, тоа ве интересира дали смеете оваа терапија да земете пред да извадите крв. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете по кој редослед сакате. Да, благодарам за прашањата на гледачите. Кај мајката на 11 годишно дете со крварење од носот, од носната слузница, први треба да се обрати на доктор оториноларинголог, односно ушен лекар, за да се види која е причината. Зошто настанува тоа крварење? Може би има чести инфекции, може би има по-осетлив зид на крвни садови. Први да се обрати кај доктор или педијатар, односно најдобро е на ушен оториноларинголог, уво носи грло. Риноларинголог, уво носи грло, да се види причината, па понатаму да направи биохемиските анализи. Тука нема многу да помогна за да откриеме од што тоа настанува, туку колку е крварењето и дали е обемно, е тука преку проверка на крвната слика. Тоа е одговорот на првата гледачка. Одговорот на вториот гледач, сите овие хормони, тироидните хормони, односно тироксинот, се препорачува точно да се пие на гладно, наутро, пред половина час пред конзумирање на било кои други и храна и лекови, но при земање на крв, тоа е само еден ден, може да се направи исклучок, да се испие, да се дојде, да се боцне пациентот и потоа да се земе хроничната терапија. Затоа им се препорачува рано да дојдат, да се земе крв и после тоа да си продолжат со терапијата што ја примаат. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав. Ви благодарам. Така, само да прашам за жените во менопауза. Значи, како треба да бидат подготвени жените во менопауза пред да одат на биохемиски преглед, односно на крвна слика да се направи биохемиски проверки? Значи, каква подготовка за какви испитувања, само дали за хормонски конкретно ви испитувања ви интересира или воопшто за крвна слика? Така, јас сум здрава личност и сум во, значи, без хормони. Така да прашам, кој хормон, може терапија да се приме и до која возраст? Така, ви благодарам и вас за вклучувањето во програма. Повелете. Менопаузата е еден период кај жената кај кој што настанува хормоналниот дисбаланс, односно хормоналните промени кои што се поинакви од оној во репродуктивниот период, и со тие промени хормонални и различно лачење на хормони, нормално дека има и одредени состојби кои што се менуваат кај жената и кои што мора да се следат. Например, естрогените хормони, кои што не штитат од атеросклеротични промени, односно налепување на холестерол, триглицеридите, односно лошиот холестерол и на нашите ѕидови, значи настанување на тој атеросклеротичен процес, не штитат затоа што го намалуват, кога е жената во репродуктивен период, го намалуват нивото на холестеролот. Веќе во менопауза естрогенот нас ни се лачи помалку и затоа имаме зголемен холестерол и можност за атеросклероза многу во голем процент отколку претходно. Истото и за промена на костките. Значи, исто естрогенот не штител од остеопоротични промени. Затоа, ова е малку комплексно, не е само од една специјалност одговор да се бара, туку тука добро е да се побара од гинеколог, затоа што се дават терапија, се дава внесување на хормони, репродуктивни, односно во овој случај хормони естроген, прогестерон, се има одредени формули кои што се препорачуваат баш за периодот на менопауза, кои што ќе
ќе делува да не дојде до влошување на состојбата, односно ќе се спречат сите овие проблеми, односно атеросклеротични, остеопоротични промени. Инаку што се однесува до проверката, нели биохемиски, кога доаѓа пациентката во лабораторија, пациентите во период на менопауза, пошто се во менопауза, ако сака да испитат репродуктивни хормони, тука не можеме да одредиме ден, затоа што немаме менструален циклус, може било кога да се провери, се разбира наутро е подобро ако и се работи и други анализи. И што се однесува до остеопоротските промени, значи се препорачува дензитометрија обавезно, па и испитување на витамин Д, парат хормон и ионизиран калциум, кој што пак ќе видиме дали имаме почеток, нели, па тука ќе спречиме со давање на соодветна терапија, односно витамин Д. И ако има атеросклеротични промени преку ехо на крвни садови, нели срце и крвни садови, ќе видиме, пак ќе спречиме со давање на антихиперлипидемици за да намалиме нивото на холестерол во крвта и така. Тоа е, мислам, тоа малку комплексно и бара консултации и повеќе стручни лица. Имам уште еден гледач кој што ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и докторката. Јас сум на возраст... Само ќе замолам одреже малку погласно, бидејќи слушаме само ехо во студиото. Јас сум на возраст од 64 години. Така? Слушате? Да, ве слушаме сега. Бев крводарител до пред 2,5 години. Добра. Последниот пат кога отидов, мислам уште одев на работа, бев изморена така и не сакаат да ми земат крв. Ми се треса рацете и не сакаат да ми земат крв. Сега, од тогаш јас не сум отидена да дадам крв, инаку 40 пати имам дадено. Сега пијам таблети за притисок и кардиопирин пијам, а пијам таблети сега пред една година и за остеопороза. Дали се уште би можела јас да дарувам крв? Така, ви имате прашање дали можете да бидете крводарител. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да кажете на оваа тема? Вака, нели, првин благодарам за прашањето. Овие пациенти крводарители, не сам не пациенти, крводарители, кога даруваат крв на Институт за трансфузиологија, така, ги прегледува лекар, каде што преглед има и плюс мерење на концентрација на хемоглобинот во крвта обавезно. И ако се е во ред, значи ако е на пациентката крвниот притисок, ама тоа, ако другите параметри се во ред, ако хемоглобинот сега границата мислам дека е над 120 за жени за крводарители, ама не сум сигурна. Така да, ако процени докторот трансфузиолог дека треба да дарува пациентката, ќе дозвола затоа да се обрати на Институт за трансфузиологија. Таму се прави проценката и таму се дава конечниот одговор. Прво доктор трансфузиолог прегледува и понатаму се одлучува дали ќе дарува или не. Имаме навистина уште многу малку време, а јас имам премногу прашања кои што ги превидов во денешната емисија. Само би ве прашала во однос на уреата. Точно ли е дека може да добиеме покачени вредности доколку јадеме повеќе месо? Да. Джигер? Така, да, затоа што протеинската исхрана доведува до покачување на уреата во крвта, со тоа и излачување на истата во урина. Ацидум урикум, односно мочната киселина, исто е покачена при внесување на месо. За разлика од тоа, па масна храна, други параметри се покачени, јаглехидрат на други, значи да, каква храна конзумираме влијае на параметри. Значи не е важен само обемот на оброкот, туку и што ќе конзумираме пред испитувањето што го правиме. И еве сосема за крај, како да се подготват оние кои што за земање крв, оние кои што немаат видливи вени, на пример, или пак што се склони кон несвестици, имаат многу голем страв од игла. Да. Тие што имат слабо видливи вени или нели неисполнети, потребно е да пијат течности многу. Значи пред да дојдат во лабораторија,
да пијат колку можат, сега колку можат, нели зборуваме не секој течности, вода, ама да се напијат вода. И претходните денови да имат пиено вода, за да може нели да се зголеми тој волумен, а за тие што се плашат и чувствуваат несвестица, нема што да се плашат, затоа што самите столици кои што ги имаме во боцкалните на биохемиските лаборатории се адаптабилни за да го легнеме пациентот соодветно и во тој случај се подигнат екстремитетите, му се даде течност да се напие и ќе се смири. Да. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за оваа интересна тема која што очигледно привлече и внимание кај гледачите. Многу корисни совети и препораки кои што треба да ги применуваме за да добиеме точни биохемиски лабораториски резултати, а што е важно нели при дијагностицирањето на болести и начинот на третирање. Да, и јас благодарам уште еднаш и се надевам дека на кратко сега остана многу работи кои што може во некоја друга емисија да ги објасниме, затоа што навистина ова е голема тема. Мислам, на многу фактори мора да се внимава ако сакаме да добиеме точни резултати. А точните резултати се клучни за правилно лекување. Се смета дека околу 70% од заклучоците клинички што се доносат се баш како резултат на информации од лабораториски анализи. Така, затоа е важно да бидат точни пациентот правилно да се подготви пред да му се земе крв. Ви благодарам, докторке, уште еднаш што бевте дел од Телма амбуланта. Почитувани доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија во Жан Митрев клиник, беше гостинка во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.